Почитувани новинари, почитувана јавност. 11. јули е светски ден на населението во календарот на Обединетите нации. Во ситуација во која што светот достигнува 8 милиарди жители, во ситуација во која што се зголемува населението, во ситуација во која што земји кои што довчера имале 10-20 милиони жители растат со својата популација, во оваа ситуација, во оваа денешно време, Македонија се соочува со демографска катастрофа. Ако треба ова да го сумирам во 30 на секунди, ако ова треба да се каже накратко, тоа би било следново. Почитувани присутни, на светскиот ден на населението, на Обединетите нации, можеме да констатираме дека Македонија се соочува со невидена демографска катастрофа, како никогаш досега во историјата. Дојдоа податоците за месец април од статистичкиот билтен на Заводот за статистика. И податоците се уште полоши, уште позагрижувачки. Податоците зборуваат дека во месец април 2019, оваа година, бројот на родени бебиња во однос на минатиот април е паднат за 14,4%. Рецесија од 14,4%. Дел од вас беа на пресконференцијата пред еден месец, кога на исто ова место, во иста оваа сала, го коментирав и ги соопштував бројките од првиот квартал. Тогаш ви реков дека имаме историски најлоши бројки во првиот квартал со пад од 13%. Сега, падот не е фрапантни, невидени 13%, туку падот во април забрзува и 14,4%. Ќе одам само накратко со неколку бројки. Значи, во април минатата 2018 година биле родени 1672 бебиња. Во овој април се 1432. Тоа е пад од 240 бебиња, 240 деца помалку само во еден месец, од април до април. А да ве подсетам дека 2018 година беше најлоша демографска година од како има статистика и бројки во Македонија. Најлоша во 70 години наназад. Им оставивме 23.002 родени бебиња, а минатата имавме 21.333. Значи, огромен пад и рецесија од 7%, сега на таа рецесија и пад од 7%. Имаме дополнителни 14,4% пад. Што тоа значи? Тоа значи дека Македонија исчезнува, дека Македонија буквално, физички умира, дека државата се празни. Погледнете го бројот на умрени. 2018 година во април, според податоците на Заводот за статистика, су имале 1599 умрени, а сега веќе има 1644. Зголемување од 3%. Уште еднаш се потврдува оваа тажна реалност, овие тажни бројки кои што со месеци ги соопштуваме на Зоран Заев и неговите 28 министри. А тоа е дека Македонија празни и Македонија се празни, дека Македонија умира. Уште еднаш, намалување на родените за 14,4%, 14,4% помалце бебиња и помалце деца, а број на умрени повеќе 3% плюс. Се докажува тезата со бројки, аритметички. Има уште многу индикатори. Знам дека некогаш може би тешко да се следат толку бројките. Јасно е дека во овие дневни вести, многу настани и оваа дневна брзина, прилогот кој што може да се состави, дали ќе биде 30 секунди или 1 минута на вестите, толку е времето кое што реално може да се допие. Но човек не може да остане индиферентен на оваа демографска катастрофа која што ни се случува буквално пред очи. Уште еднаш, ако треба се тоа да го сумирам во кратки 30 на секунди за прилозите, ако треба ова некако збиено да го кажам, е следново. Со жалење можеме да констатираме дека на светскиот ден на населението, денес, 11. јули,
може да се констатира дека Македонија исчезнува, дека Македонија умира и се празни. Само во месец април, година со година споредено имаме 14,4% помалку родени бебиња, рецесија на наталитетот, рецесија во демографијата, рецесија на животот, а истовремено имаме 3% повеќе умрени. Тоа е едноставно сумарниот резултат на економските политики на Зоран Заев и неговите 28 министри. Тоа се бројките, тоа е реалноста. Никогаш 70 години наназад во Македонија не било полошо. Зоран Заев и неговите министри имаат историска одговорност за ова што се случува на Македонија.